Да. Ќе поминеме на брзина, не дека не се битни, туку така се малку по филозофски, ама е супер да се знаат. Антропомоторика треба и овој дел да го покриеме. Се работи за антропогенеза. Значи, што е антропогенеза? Објасно таму во жолто букви. Антропос е човек, генеза е нешто што нели потекло, нешто што ни покажува како настанале нештата, некоја генеза на нештата дека има. За нас интерес, значи кога зборуваме за антропогенеза, зборуваме за настанок на човекот. Се тука може да биде антропофилогенеза, ќе видите, или антропоонтогенеза. Филогенезата е, мислам, ќе видите понатаму, важно ам, кои се одликите на настанување на човекот. Ете, некои факти. Прва еволуција на нервен систем, нели, ние се, тај што знаеме да зборуваме, имаме логични нешта, имаат, пази делфините имаат, може би се сметаат за животни кои што докажано имаат најголема функција на мозокот, значи најмногу искористеност на мозокот. Така да интелигенцијата по мои информации кај делфините е најголема и они се цицачи, нели? Но сакам да кажам дека ние како сме еволуирале, дека демек сме ја подобриле интелигенцијата и сите оние пропратни работи кои што не доведоа до 2025 година, каде што земјава врие, имаме војни многу. И сега како сме еволуирале, многу деликатна тема. Арно, ама во движењава сме еволуирале, сме се подобриле, мислам, што значи тоа подобрување. Од друга страна, па, на сила најверојатно е на паднато нивото, особено со овие генерации на технологија и паметни уреди и така натаму, благосостојба. Мислам дека се намалува се повеќе движењата, а и се зголемува седентарниот начин на живење. Да, некои одлики на антропогенезата, дека за нас интересно дека од груби кон фини движења, значи работна моторика, не мало груби движења, туку може едноставно да протнеме конец низ игло. Значи многу фина моторика, fine motor skills се нарекуваат. Комплексни движења решаваме. Еве, ако видите спортските игри, ракомет, фудбал, кошарка, тоа е толку еволуирано да, мислам, буквално повозрасните луѓе кои што не се дрилени на тој начин не може да следат што се случува ако се знате на терен. Која е таа шема на одигрување на нештата, така да тоа се однесува на комплексни движења во простор и гимнастика. Еве, нека биде комплексност на движењата, каква изгледала гимнастиката претходно, зборувам пред само 70-80 години, и како изгледат сега движењата. Така да ние еволуираме во тој момент се повеќе. Се е движење, се движиме ние, се движи планетата, се движи сончевиот систем, космосот е во експанзија, значи се движи, Млечниот пат е во ширење, галаксијата наша е во ширење, има многу галаксии кои што се движат, тоа е на макрониво. На микрониво се движат електроните околу јадрото во еден атом. Значи се е во едно движење. Ако го гледаме електроните околу јадрото, тогаш тој простор е како фудбалска топка на центар на игралиште, а електронот, тоа е атомот, пардон, тоа е јадрото, неутрони, протон, нели, а електронот врти околу корнер точките, прави круг и се друго е простор помеѓу. Тоа значи ние сме простор огромен, исто како и космосот што е огромен простор, ама меѓу со некои електрони, така излегува. Како и да е, се е движење, се движи и човекот се движи и движењето е тоа што овозможува да има така еволуција и напредок. Овој дел е првиот овој дел е првиот на антропофилогенеза, каде што филогенезата представува генеза или разгледување на нештата од настанокот на врстата, на видот. Значи,
човекот кога настанал, како настанува низ епохите, низ временскиот период, како настануваат делфините, веќе ги спомнав и така натаму, ама сега ова зборуваме за антропос, значи за човек. Значи како видот, групата, врстата на организмите настанува. Нас не интересира во антропофилогенеза како човекот настанува, поминува неколку фази, тоа е еволутивна фаза, инволутивна фаза. Еволутивна е фаза каде што има напредок, инволутивна е каде што има застанување на нештата. Генетиката е таа која што се менува, која што нели со различни овие прилагодување кон средината, имавме таму за учење на моторички движења, дека не треба да даваме ние, значи средината е таа environmental learning, средината е таа која што ни овозможува да ние се адаптираме. Луѓето на север јадат лосос и немаат проблем на -10 да излезат во кратка мајца. Луѓето на југ, например, може да издржат 47 степени, 50, не без проблем, ама се адаптираат на тоа, особено во пустина и во арапскиот свет, нели? Така да тоа е средината која што ни помогнува да се адаптираме. А со мутација на гени, со вкрстување на разни гени, нека биде тој пример север и југ, тогаш има еволуција повторно некаква на луѓето. Што е тоа што константно ни помагало за да ја постои оваа еволуција, тоа е гравитацијата. Знаете дека космонаутите кога ќе отидат надвор од планетава, по Вселенска станица, например, и престојуваат полуг период, зборуваме за подолго од 2-3 недели, дека тие кога ќе се вратат назад се во количка, затоа што мускулите нивни немаат, не се протиставуваат на некакво надворешно оптоварување. Ние константно се протиставуваме на гравитацијата. Постојано се протиставуваме и колку и да е таа мала, иако не е вака, мислам, особено за дечињата мали не е мала, детето за да се исправи огромен напор. Друже, и ке во рок од 2 часа 2 пати ке ја колку го ставите да се игре, затоа што тоа се бори и неговите мускулите на бебето не се развиени доволно за да може да нели направат такви силови потфати, така да за да се адаптира вложува многу енергија, а не крева тегови, едноставно се бори со гравитацијата. Че не е мала сила, на нас влие, не ја приметуваме, но е таа едната сила која што четврта димензија, мислам дека може да ја кажеме, тоа е вака, според мене, не е некоја дефиниција. Многу ни помага за да сме ова што сме. Локомоција се однесува на движење, значи locomotion, движење низ простор, така да тоа се тие константни влијанија. Овде пак се споменати фактори, нели, дека има наследна менливост, ние наследуваме нешто, ама повторно се менува тоа заради средината, заради вкрстување, така натаму селекција, природна селекција, значи така генетските деформитети при раѓање прават да, например, тие луѓе не живеат долго и така натаму, нели, генетски дрифт, некој поместување, изолација повторно за генетика се зборува, но тоа се некои така мали фактори кои што влијаат. Низ кои фази има поминато низ кои фази има поминато моториката. Овде степени се пишани, ама на фази се однесува. Значи, моторика на собирање на плодови. Веќе, ако ви кажувам, мислам не мора да ги читам, може да претпоставите какви активности се ови. Така да ова се ни помогнало за да дојдеме ние до спорт денес. Порано спортот било дека треба да уловат некој животно луѓето за да може да живеат. И се уште во племенските заедници се уште така. Така да единствениот спорт бил тој, не се надпреварувале за да имаат социјално значење или забава социјална, туку од екзистенционални причини. Дури луѓето што работеле на нива и се уште тие тоа го прават од екзистенционални причини, не од забава.
Така да ова се тие одлики кои што го одликуваат, фази кои што го одликуваат човекот во антропофилогенезата, во неговиот развој. Денеска имаме човек што управува и владее со машини. Мислам дека е обратно. Денеска имаме човек кој што е управуван од машини, но ајде тоа нека остане за понатаму. Иако нормално тоа влие на моториката. Например, се повеќе сретнувам дека например помладиве вежбам во фитнес. Добро, како вежбаш во фитнес? Па си имам програма со кој тренер работи, со чат GPT работи. И многу интересно, кој ќе го провери чат GPT што кажува, има логика што кажува. Арно, ама некако не ми доаѓа тоа дека етички комплетно да се предадеме на тој дел. Така да машините влијаат на нас. Арно, ама влијаат и на пример, едноставно мониторирање на спиење. Како ви текнува. Часовникот кажува дали сум добар или не, јас се преиспитувам, и ако не знам, тогаш ќе кажам, часовникот кажува дека сум се наспал. Тоа е повторно е малку деликатно. Моторика на современ човек. Да, таа е некоја моторика каде што имаме екстреми и огромен развој на спортски и рекреативни активности, но и огромно заостанување во овој дел. Што сме имале пред хуман стадиум? Така, четвороножно по теорија на Дарвин. Тоа е теорија, не може да се докаже. Не верувам од друга страна, како што вели Библијата, дека од ребро па настанал човек. Нешто е тука настанато, како сме настанати од анаеробни бактерии, тоа е факт, кои што живееле во вода. Таму каде што има вода, таму има живот. Анаеробните бактерии се тие први кои што се појавуваат и кај нас анаеробниот механизам е уствари остаток од таму. Тие генетски некои мутации, наследности кои што ги имаме од анаеробните микроорганизми. Деликатно е, нели, од кај настанало хуман стадиум, за тоа можеме да зборуваме. Значи, што користиме, дека имаме веќе се одвојува, мислам, човекот е суштество кое што живее на нозе, мислам, се движи на нозе, а раците ги употребува, може и за движење, ама не му се прва примена, нели, тоа туку за манипулација. Педус нозе, манус раце, манипулација. Траги на незавршени еволутивни процеси, равно стопало, не знам дали знаете, флексоривост глоб на колк и слабински дел на рбе. Тоа е најслабите делови се тука, значи човек не да боже кога ќе падне или нешто кога се случи, прво пука думбалните пршлени. Стопалото е, например, имам равни стопала, велат дека е од незавршени еволутивни процеси, некоја генетика се пренела кај мене, па не е завршена како што треба. Мислам, тоа кај многу луѓе се препознава. Дали имате нешто да прашате во однос на ова? Добро. Тоа беше за филогенеза, значи до како настанал видот, врстата на човекот. Има многу видови врсти на животни во светот. Антропонтогенезата објаснува всушност како човекот настанува животниот пат на човекот, значи генезата на човекот од раѓање до негова смрт. Така да, за нас е овој, мислам, и претходно интересен, ама овој е многу поинтересен, поинтересна тема, затоа што можеме да следиме нели што се случува и дури да даваме наши консултации во делот на одраѓање, каква е моториката, па во зрелост и старост. Затоа што секој може да си најде, ако ништо друго, нели, хуманиот дел е да помогнеме, а другиот дел е професионални, каде што можеме да работиме со луѓе кои што се и на левава страна на сликава и на деснава страна на сликава. Овие во средина ни е јасно, тука тие решаваат што се и тераме понатаму. Правиме тренинзи, рекреативни активности, нели, и слично. Бернштайн многу пати е спомнат, ете што кажува дека одликува онтогенезата, фаза на созревање на централниот нервен систем и фаза на функционално дозревање. И сега ако е созревање, тогаш претпоставувате дека е во детство, а ако е дозревање, тогаш е таму после пубертет некаде. Пубертет и после пубертет. И тука некако се развива. Ми велиме централен нервен систем е доразвиен,
и потоа почнува да опаја. Многу интересно. Што го карактеризира движењето кај човекот? Значи, кога зборувавме за, ако ви текно може на испит, се падне исто прашање. Што е... Само малку зашто не ми се појавувам, да. Дали може да ги изброите моторичките способности? Да, може да ги изброиме, 7 се негде таму. Ги кажуваме. Дали може да изброите моторички навики? И кај сега студентите ќе кажат, да, може, ајде, кажем, почни да броиш и они генерално мислат на моторички способности. Моторичките навики не може да ги изброиме, нели, затоа што тоа се бескрајно големи множества на движења. Дали раката била испружена или испружена под некој степен и така натаму, тоа се се разновидни движења кои што може да ги изведе човек. Па се овој број на огромен број на движења се добиваат заради тоа што имаме огромен број на мускули, таму нешто околу 500, мислам дека беа коски, зглобови, степени на слобода. Имате подвижни и неподвижни зглобови. Неподвижни зглобови на главата, неподвижни. Подвижни зглобови, нели, колк, рамо и така натаму, се да не ги знаете сите, колено. Променливост на мускулниот тонус. Значи, можеме различна јачина, интензитет на мускулен тонус. Тоа све објаснува какви движења да бидат. Па сега ги квалификуваме брзи, издржливи, силни, нели, прецизни. Па комбинација на движења вели во различни мускулни возглобови, различни мускулни контракции, тоа се оние мултифункционални вежби. Ние сме мултифункционален систем. Ние кога се движиме, не се движи само еден зглоб кај нас. Нели, гледате и роботите кои се движат, тоа мора се да биде синхронизирано, ако е хуманоиден робот. И нормално квалитетот на струјење на биоелектрични импулси. Сега, од другава страна, законитости за психофизички развој, ова е многу интересно, ќе го спомнам уште еднаш. Еве, само нека бидат набројани тука дека постои алтернативност, кажува Слајдов, дека нешто има наизменично. Ова се законитости при кои што се формира моториката кај децата. Да не бидеме изненадени дека ако детето оди, почне да оди, па после повторно се врати на лазење. Тогаш има некоја интермитентност која што е нормално. Има брзина и се соочуваме, мислам, брзината, ритмот на развојот е различен кај секој дете, не е исто. Се латерализираат функциите, некој е леворак или некој е десно рака. Миксани, ги објаснив на час, значи може да бидат лева рака, десна нога. Може да биде латерализирана доминантност на десна рака и доминантност на десна нога, но доминантност на десна рака и доминантност на лева нога, микс. Значи ова се све фази, законитости, ствари кои што го ја одликуваат моториката. Приметени се и се нормални, постојат, има константност редослед на нештата, значи не тргнува да трча детето, па после да учи да оди, нели, туку први се исправа. Се бори со гравитација и интермитентноста ја споменав. Ова се некои фази кои што поминува кај тамо негде до кај 2 години детенце. Од левава страна намерно го ставив затоа што различно се дефинираат овие периоди, нели, на развој, ама ние сме тука негде у првите две кај што има рефлексни движења и рудиментирани движења кои што еве се наброени до втората година, следните ќе ги видите понатаму. Што се рефлексни движења? Во моторички навики спомнавме дека моторичките навики се условени рефлекси. Условени затоа што ние условуваме, учиме. Павлов со кучето. Помните Павлов ефект со кучето кога му давал храна, сијаличка која се палела и дека кучето кога ќе види храна и сијалица се лачи, нели, плунка. Ви текнува на тоа? Мислам дека 5-6 деление го учиме. Биологија. Океј, тоа е условен рефлекс. Ние учиме нешто за да се покаже некое движење. Во овој случај условниот рефлекс е лачење на плунката кај Павлов и кучето. Арно Макерас ние условуваме, велиме, ајде да пробаме да научиме да скокаме со јаженце.
А безусловни рефлекси се оние кои што се добиваат со раѓање. Например, плачење. Дишењето е вегетативна појава која што нели дишењето се случува затоа што има отварање повторно интеркосталните мускули прават контракции, го спуштаат градниот кош, го пуштаат, значи таму има движења кои што ние не сме свесни, на тој начин влегува воздух во градите. Тоа се све рефлексни движења. Например, ние велиме има рефлекс како мислам, коњот е благородно животно, нели? Ја знаете изреката. Демек нема добар рефлекс. Не може брзо да изреагира на допир на рингла, на топлина, на нешто, зашто треба да се заштити. Или ја гледа појавата, ама не може да изреагира. Значи, велиме нема добар рефлекс. Тоа се движења кои што се вградени генетски и ние не ги учиме нив. Ете, како што кажав, цицање, плачење, движења кои што не се научени, едноставно постојат. Никој не ги научил бебињава. Арно имаме движења кои што се препознаваат, ево овие се сите што се ставени овде во кругов, се препознаваат и тие го покажуваат нормалниот развој. Значи, бебињата не знаат да зборуваат, не знаат да кажат дали нешто ме боли, дали е добро или не. Арно педиатрите го проценуваат нормалниот развој спрема движењето. Карам да кажам колку е деликатно движењето, супер е, и колку работи може да ни покаже, нели? Па дека има алтернативни движења од 2 до 6 месец, тоа значи дека може да направи наизменичност во движењата, па дека почнува да се препознаваат координативни движења, значи може 8-9 месец тука некако да кружи, да фати чаша, или координирани се движењата. Работи спрема модел, ајде да подскокнуваме скока. Ајде да одиме на овој начин, оди на овој начин. Ајде да лазиме цело време ќе лази. Значи спрема некој модел, манипулација со предмети, значи таму негде година и нешто, година и пол, преместува, става, им дава функција на предметите, како што кажуваше Бернштейн во моторичките навики, им дава функција, чашата не ја гледа како предмет само да ја земе, да ги координира движењата, туку чашата ја зима во функција да се напие вода. Не размислува веќе на движењето дали е правилно или неправилно. И ова се веќе намерни волеви движења, каде што можете да дадете активност, рекреативна, спортска. Мислам, ова се рекреативни активности, кои што се случуваат. Дури подигнувањето за децата е меѓу рекреација и спорт, затоа што е нели, напорно. Но ова се некои одлики кои што ги одликуваат децата. Овде има една супер карта, која што е како постер, ќе пробам ова цело PDF ќе го ставам долу на YouTube и ќе има линк за даунлод во PDF-ов, каде што може да се ја симнете и точно објаснува какви движења се препознаваат кај деца со нормален развој, 2 до 3 години, 3 до 4 години. Многу интересна е, како постер имавме во канцеларија, среќа што ја дигитализиравме со професор Диове. Ова се некои, бидејќи зборуваме за онтогенеза, нели? Од раѓање па до старост и смрт која напуштаме планетава. Зборуваме за животни фази според возрастна група. Како се поделуваат различни некои поделби има, ама генерално се тука. Може да видите, например, дека на деснава страна англосаксонска терминологија се повеќе се применува некако оваа поделба. Стевановиќ доке 19-та година вели дека да, можеме вака да ги поделиме 3 големи возрастни периоди овде долу лево, значи погрубо малку поделба. Но генерално зборуваме за пренатален период, значи пред раѓање, зборуваме за детство, зборуваме за пубертет, многу е битен, значи пубертетот е многу битен и тука треба многу да се внимава, ќе споменам нешто. Зрелост и старост. Тие се тие периоди кои што треба да ги имаме во предвид. Но роденче, ова ме асоцираше дали смеат децата да работат со тегови. Па не со вакви тегови. Ама нема да му дозволите на детето да скокне, нема да му, значи тоа е плиометрија. Нема да му дозволите да крене каменче или да ви помогне додека носите нешто низ дома, сака да ви имитира. Секако дека не треба во джим да вежбате со нив. Парно, дозволено е да направат се што може да направат, дури и
препорачливо е да пробуваат работи, не е опасни по живот, но да пробуваат да ги работат. Ајде малку понатаму. Холокинетичка реакција, значи реакција со цело тело. Првата проверка на бебињата дали имаат кога ќе се родат е сензитивниот сензитивна проверка на стопалата. Значи се само поминување со прст на стопалата, ако се згрчат, ако има контракција, тога значи дека сензитивните нерви праќаат информација до централниот нервен систем и ја враќа назад и нели има осет, згрчи, моториката е добра. Значи тој кибернетскиот модел што го објаснува функционира. Така да ова холокинетички, значи кога децата сакаат нешто да направат, тие пробуваат и со раце и со нозе. Не може да направат добри движења, прецизни, но едноставно употребуваат целото тело го употребуваат. И таа е таа холокинетичка реакција, некоординирани движења. Генерално тука рефлексите вродени доминираат, значи не може да се контролираат, но како оди понатаму периодов, почнува да се контролираат и да се работи на координација. И сега еве ги тука тие неколку работи што ги споменав претходно. Намерно некоја се ставаме по 2 пати, 3 пати, за да ве асоцираат дека се битни работи, да не ги поминеме туку така. Константно вели дека, како што кажав, еве, првин не може да се преврти од мев на грб. Значи не може да очекуваме дека бебето ќе трчи. Мора да постои некоја законитост. Не мора, туку постои. Тоа таков е покажала антропонтогенезата, дека човекот така живее. За разлика, например, од животните, кои што кога ќе се родат, тие веднаш стојат. Другите животни, човекот е животно. Но, земете, не знам, јаренце, кога ќе се роди, оно стои веднаш. Ке нив започнува генетски со тој момент. Ке нас започнува со момент лежење на грб. И така натаму, нели, оди. Превртување, ползење, исправање, одење, таа е таа константност. Интермитентно се споменав е дека, како што може да видите, се случува многу често, не е ништо страшно, дека, например, лазат децињата, па одат, почнуваат да одат, а повторно се враќаат на лазење и не одат еден период, дури од неколку недели, 3-4 недели знаат да не одат. Зошто? Затоа што едноставно функцијава, други функции ќе видите понатаму алтернативност, други функции доаѓаат и ја стрга оваа функција на одење на страна, тука е некаде, ама телото, човекот всушност, не телото се дава акцент на некои други активности. Во позадина латентно што се случуваат и се развиваат. И вели, добро сега, знаеме да одиме, остави го одењето, некој внатре, тој што генетиката, нешто што не мотора што не води, остави ја на страна одењево, дај да си ги доразвиеме ние другиве центри, ова го знаеме. Па после 3-4 месеци, ќе почне повторно да оди. Сега токму тоа алтернативност која што споменав е дека не се појавуваат истовремено некои работи. Баш може да се случи како што е овде пишува примеров дека интелектуалниот развој е тој кој што кажува ја проодев, моториката имала акцент и интелектот нормално и централниот нервен систем, ма чекај се, немам енергија веќе за моторикава, дај ќе одиме на малку поголем интелектен развој. Што е нешто што внатре генетските кодови го работат за нас, е вака како приказна објаснато, барем моето сваќање од оно што го имам прочитано. Така да алтернативноста се однесува на тоа дека се менуваат нештата кои и како се појавуваат во животот. Латерализираност на функција, таа што не одликува, нели, доминација на лева и десна хемисфера. Обично е десната рака, ако е доминантна, левата хемисфера е доминантна, значи вкрстана и обратно. И овој другиот дел, намерно го имам споменато, се повеќе постојат истражувања за relative age effect, каде што вели дека, не вели, него тоа е многу реално во ова, особено препубертетската фаза, а и во пубертетот, не влегуваат сите исто. Да мислите дека имате календарски иста генерација, Васко, знам сигурно дека во спорт се занимава со помлади категории,
И имате имате дечиња кои што се родени 2010 година. Ама едното во јануари, другото е во декември роден. Се натпреваруваат во иста генерација. Разликата помеѓу нив не е 12 месеца. Може да биде 3 години. Затоа што е многу релативна. А, зошто едно може да порасне многу побрзо, за разлика од другого? Нели, чисто календарски, а може да и обратно. Може да е ова што е помало, да порасне многу побрзо отколку ова друго. Че тој период е бурен тука пред пубертет и пубертет и ние би требало да најдеме всушност биолошка старост на децата, не календарска старост. Затоа е ставено ова релатив age ефект, затоа што се повеќе се става во функција, предпоставам дека наукава ќе најде некој решение токму за тоа. Конкретно, ќерката моја реши фудбал да тренира. Минатиот напор што го има, девојчињата од противничката екипа беа 2 глави повисоки. Беа 10 килограми потешки и едноставно овие беа ко Барселона маливе. Мора да се снајдат, се снаоѓаат, ама во дуел кога ќе влезат, не може да се снајдат. Иста генерација. Така да, тоа е тој момент кој што сакам да го кажам дека постои овој брзина и ритам на развој на индивидуата е комплетно индивидуален. Едно примерче. Разлика помеѓу машки и девојчиња. На 4 до 5 годишна возраст, еве ги од оваа страна, 4 до 5 години пише и овде 4 до 5 години, видиме ќе треба малку да го сменам ова. Ајде да видиме на што не интересира. Телесна висина, гледате генерално исто. Скок во далечина исто подскокнува. Трчање на 20 метра, тука се некаде. Општа издржливост. Опet вели девојчиња малку помалку, не знам заради што, може би таква групата на дечиња одбрана. 6 годишна возраст. Скок во далечина. Машкиве нешто малку повеќе, трчање метри побрзи се машкиве, можат повеќе да издржат. 8 годишна возраст. Не ги гледам телесната висина. Добро, треба да се гледаат, затоа што девојчињата се и требало побрзо нели растат. Скок во далечина, почнува да се разграничува. Трчање. Тука се негде така. А 12 годишна возраст веќе почнува да се разграничува повторно трчањето некако, ама па кажувам, ова истражување референцава не ми е ставена тука, можно е дека е некоја специфика во животно, во средината во која што живеат. 12 годишна возраст веќе постои разлика, 19 годишна возраст веќе постои повеќе разлика, затоа што тестостеронот е тој кој што прави еден од главните хормони кој што прави разлика помеѓу машкото и женското тело. Па имаше тука со Калифе, ако ви текнува аргентинката, боксерка, па дека имала тестостерон, па она била машко, па нашиве почнаа да лупат глупости по медиуми, па тоа копи-пейст се правеше, па тоа чуда. Некои имаат повисоко ниво на тестостерон, некои имаат пониско ниво на тестостерон. Не може според тоа да кажеме дали некој машко или женско. Може да кажеме дека има повисоко и пониско ниво. Но тоа е разликата кој што ја прави да, например, ние дозволиме да влезе детето во теретана, машко-женско и да прави хипертрофија. Пред пубертет нема логика да прави хипертрофија, никаква. Што и да вежба, така се оформи нешто, релјеф на град, не може да растат мускулите, едноставно тие жлезди со внатрешно лачење, особено тестостеронот, хормонот на растот и така натаму, не се активни толку и ги не се лачат во толкова количина, кои што они всушност прават да има такви шифтови, поместување во, например, хипертрофија да настане или раст на мускулно ткиво. Сега, се што е од надвор ставано, тоа е веќе, не сакам да го коментирам, тоа е надворот од нормалното, вака вулгарно антидопинг листа вада, вели не сме. Ама не само вада, него тоа е и страшни проблеми се случуваат, освен ако не е за здравје. Значи, кога се работи за здравје, тогаш дека има потреба од хормонална терапија за здравје, тоа е тотално друг момент. А за спорт нема потреба. Едно примерче, Стојковиќ, анкета тамо 70-80 години на ниво на Југославија. Дали меѓу спортисти дали би го дале животот за медал на олимписки игри или светски првенства? 80 до 90% од испитаниците да.
Затоа имаме такви допинг состојби, затоа што сакаме брзи резултати, едноставно не се прифаќаме такви какви што сме, дека или можеме или не можеме. Ама со тие еритропоетини и вакви хормони чуда кои што сега се, мислам не сега, одамна тоа е, како вирус и антивирус се појавуваат, правиме само зулум на нашето тело. Оке, ова е едно примерче, нели? Скогу далечина, тука се негде, растот, гледате дека машки веќе почнува да расте, тоа ми беше околу хормонот на раст, да го пренесам. Иначе, кои се особености, можам да ви кажам, ова успеав да ја изгенерирам сликава со ChatGPT. Многу интересно, за урок од 1 минута. Не сум пробувал претходно. Барав слика каде што деца играат. И ова е тоа кое што мислам треба да им се даде и дозволи на дечињата за да само малку. Не ги читам работиве, само ќе кажам дека ова е златен период на координација. Ќе видите после последниот слайд кој ќе завршам, ќе препорачам нешто. Значи овој период каде што децата треба да работат, треба да им дадете да пробат нови движења, да макар и да не знаат. Битата е само да пробаат. Кога ќе проба веќе со централниот нервен систем нешто се случува. Така да тука е тој период, мислам, не само ова 7 до 11, и претходно исто треба да пробуваат. Но овде особено затоа што веќе знаат, може да отидат на тренинг. Не мора тренинг да биде рекреативна активност. Следат инструкции, самостојни се, апсолутно одат на училиште. Значи тука треба да се задава, да се работи така систематски на развој на координацијски способности. Не мора ништо друго да развивате. Координацијски способности и евентуално малку да допрете издржливост и сила. Така кодат годините 10-11 се повеќе ќе допирате, ќе давате да може да издржи. Например, имавме студенти и студентки кои што не може да издржат да трчаат 12 минути. Уште еднаш ќе кажам, за публиката. Имаме колеги на 18, 19, 20 годишна возраст кои што не може, живи и здрави, фала Богу, не можат да издржат да трчаат 12 минути. Не можат. Така, интересно. Зошто? Затоа што не го правеле тоа никош. Никош не го правеле претходно. И за нив е напор. За нив е ново и треба да излезат од хомеостазна состојба надвор, да еквилибрираат тамо на границите и вели не бива, не може. Тоа исто како кај згибот. Еден згиб не може да се направи и точка. Тука завршува, нели? Што не е точно, они не го пробале тоа, дечиња прават гимнастичарките и гимнастичари прават згибови по 15-20, зборувам на 8-9 годишна возраст. Не е ништо, нели, лошо или дека не може да се направи, но останува на овој период да се работи со дечињата. Не треба да биде тоа војска и не знам, тренинзи, тоа треба да биде забава, игра, како што сликава покажува. Низ игра да им се даде да ја сработат моториката, особено координацијата. А насмевката ќе ја има, затоа што децата се најреалната, највистинската публика. И ако нешто не им интересно, нема да продолжат да го прават. Ако им интересно, ќе го работат. 11 до 16 годишна возраст почнува веќе структура. Знаете дека дури Ламина Јамал на колку години почна да игра и тоа на Европско првенство играш, беше најмлад. Значи, може, не треба се форсира, не треба да има специализација рана. Значи, ако се вратам назад на слайдов, ќе се вратам намерно. Овде не кажавме специализација во ниеден спорт. Овде кажавме дека треба да има развој на општа моторика, дури ако тренираат некој спорт. Во тој спорт да, специфик има, ама не значи дека не треба да ги однесете на водно, не значи дека не треба да пробат карате, дека не треба да се качуваат на карпа, вештачка карпа, дека не, значи да ги развиваат сите моторички способности. На тој начин ќе направите прво injury prevention, значи заштита од повреди, второ ќе овозможите што поголем фонд на движење, нели? Тоа го зборувавме во моторичките навики. Така да овде веќе може, гледате, моторикава е до перфекција. Хармонско, да, овде сум го, чекај да го сведам овде. Хармонично треба да биде.
хармонично развивање на сите органи. Да, се постигнуваат спортски резултати веќе. 16-та година, тамо, апсолутно. Периодов интересен затоа што влегуваме во пубертет и овој период на пубертет треба многу да се внимава. Значи, тука имаме алтернативност на многу функции, промена на многу функции, од комуникација, затоа што внатре нешто се случува што е позитивно, не е ништо лошо. Се формира личноста, ќе учите по психологија. Движењата, нас не интересира движењата, може да изгубат координација. И не треба ние да кажеме не го бива или не ја бива. Туку треба причекаме да помине периодот на пубертет и да знаеме дека е период на пубертет. Зошто? Затоа што коските растат, мускулите не може го следат тоа, па добивате шлатера на ефект на патела. И што има болка систематска на двете колена. И се тоа, ако кажеме има болка, нешто не чини со колената. Не, тоа е шлатер ефект кој што треба да причекаме да помине, затоа што тој неравномерен развој на коските и мускулите создава болката, тива се истегнува и едноставно боли, као постојано да истегната. Не може да скока, не може да трча. Што да направам, да го исклучам од спорт? Не. Или спортски активности, ќе дадам некои други слични активности кои што може да помогнат и да остане човекот веќе, не е дете, човек е, да остане во спортот, во движењата. Координацијски опаѓаат движењата, значи се намалува координација, може да се намали, и тоа треба да го имаме во предвид. Нели, вербалната комуникација кажав дека е. И веќе се влегува во адолесценција, значи се влегува во возрастен човек. Адолесценцијата, значи имате рана, тука после пубертет кој ќе заврши, ќе некој завршува тамо 20-та, ќе некој 30-та, ќе некој никош не завршува пубертетот, се шегувам, но влегува човекот во зрелост, машко, женско влегува во зрелост. Затоа е овој слайд ставено и затоа е ставен човеков кој што во сабота треба да изигра по сите најави последен меч за Реал Мадрид. Дали ќе продолжи кариерата некаде не знам, но намерно е ставен од респект што неговите моторички способности и спортско-функционални капацитети не престанаа. Тој може би се разликува од другите, затоа што се намалува брзина и слично, но е стартер во огромен број на надпревари. И дури во надпреварите статистички во кој што не е стартер, Реал ги има изгубено. Не мора да значи тоа некој податок. Значи дека клубот смета на него, дека во иднина нема да смета по сите најави и некако, и реално и нереално, може би нереално за него, но сакам да кажам дека зрелоста не ги намалува моторичките способности и физичките квалитети кај луѓето. Баш напротив. Неговото искуство допринесува во клубот, без разлика што тој може би не може да истрча толку, а трча, проверете на превери, ќе видите дека е од одбрана во напад. Но дури да не може тоа да го прави, искуството е тоа што може да направи да има ефикасност во играта и да помогне на колегите, нели. Намерно е ставен со цел респект тука, затоа што има 39 години во моментов. Мислам дека нема 40, се уште не сум проверила, но мислам дека нема. Го прави тоа на супер махерски начин. Пазете, голманите бранеле, Чех, не знам до колку години бранеше тама. Но е интересно за играч од средина кој што треба да е потрошен. Но сепак он може тоа да го направи во периодот на зрелост. Ова е Роберт Лида, 81 годишен човек кој што можете да го видите и ставот, и трчањето, и на која трка е. Че не треба зрелоста да биде лимитирачки фактор за да нема движење. Кај нас, за жал, некако тамо луѓето, особено кои отидат во пензија или многу и млади луѓе се чувствуваат стари. Не, тоа е погрешно. Движење. Духот е тој кој што треба да биде млад, да го одржуваме млад. Кога духот е млад, тогаш ќе знаеме и да се заштитиме од повреди, да направиме спринт. Значи, внимавајте го чекорот на Роберт.
Значи, тој си има се што треба, има 81 година. Дали треба да зборувам понатаму што каква треба да е моториката? Сега некој нормално, некој може повеќе, некој не може повторно до биолошката старост, возраст, но различно 80 години од 60 години. Колку и да сакаме да, нели, да кажеме, аха, можеби генетиката му е така. Да, можеби. Ама можеби и средината влијаела на него, да тој цел живот имал некаква активност и немал седентарен живот, туку едноставно го движил телото. Тоа е како квака, ќе учите по кинезитерапија, барем ја таму супер го запомнив тоа. Ако кваката на вратата не ја движиш, таа ќе зареѓе. А ако ја движиш, таа ќе биде во функција постојано. Што значи движење, движење и само движење. Ова се некои од левата страна се некои препораки и работи кои што треба да ги имаме во предвид, дека да, силата опаѓа, брзината опаѓа и во фудбалот се приметува на 35, 6, 7, 8 годишни луѓе опаѓа, ракомет претпоставувам исто е. Издржливоста, да, опаѓа, ама не до толку. Флексибилноста многу и треба да ја задржуваме, флексибилноста, затоа што здрав е мускулот тогаш. Значи, флексибилноста е таа која што би требало да се работи многу во оваа период на зрелост и старост, затоа што ни ги штити мускулите. Не се крути, не може да станат крути, него едноставно се одржува таа еластичност на мускулите. И дури при некои нагли движења нема да настане повреда на мускулатурата, која што после ќе лимитира, ќе го легне човек и така натаму. Зборуваме за зре ова период на старост. Многу полесно станува помлад човек од повреда, отколку се враќа отколку повозрасен човек. Така да треба се гаи, негува моториката, за да може да ни биде секогаш од бенефит, ама да се чувствуваме и супер во периодот на старост, дај Боже, нели сите да си дочекаме. Нека стои слайдов, кој го интересира може да види. Генерално тоа се објаснети веќе работи, ама така сумирано некако што се очекува на која возраст и нели какви треба да бидат активностите за време на живот. Ова се криви некои кои што се препорачуваат како да се што и како да се развива во која хронолошка возраст, па каде да има развојна брзина, каде да има сила, се викаат сензитивни фази. И овој слайд ќе го оставам тука, затоа што ќе се вратам на онај, ќе го кажам по втор пат тука, дека е битен општо физички развој на моториката. Треба да има и брзина, треба да има и сила, треба да има издржливост, треба да има флексибилност, треба да има создавање на нови движења, многу нови движења. Дали ќе ја тренираме брзината на 3 годишна возраст или на 4 годишна возраст, не може да се каже точно. А дали треба да ја тренираме или не, треба. Не е тоа тренирање. Значи, треба да му дадете на детенцето да истрча брзо. Да проба да истрча брзо. Значи, неколку пати во неделата. Ако се организирани тренинзи, да има на секој тренинг, да проба брзо да истрча, да проба брзо да направи некоја промена во простор, да проба да дигне нешто. Да не се лимитира. На тој начин ние сигурно ќе ги допреме овие сензитивни фази. Значи, сензитивната фаза е дека се вели дека издржливоста најдобро се развива околу 13 до 14 годишна возраст. Брзината најдобро се развива околу 9 до 11 годишна возраст. Многу автори различно кажуваат. Силата најдобро се развива околу 15-16 годишна возраст. Но видете го, слайдов е конкретно да видиме, значи овде вели силата дека се развива на 14-15 годишна, добро сум го кажам. Брзина 1, брзина 2, што е брзина 1? Манипулација или движење во простор, издржливоста каде е? Ова е ке девојчиња, ова е ке машките. Значи кога да се очекува пик и се вели дека доколку не се допрат во овие периоди, тоа се сензитивните периоди, понатаму не може да се развива. Ова е вистина, ама не точно, полувистина е. Зошто? Затоа што не знаеме точно колку е хронолошката возраст, нема точни истражувања. Значи нема точни истражувања, ќе преминам на следниот слайд. Нема точни, ова е едно супер истражување кое што мене ме малку изврта. Ние знаевме за сензитивни фази, дека кога точно што се развива, но овие автори направиле мета истражување и велат нема точно истражување кои се сензитивните фази за развој на моториката.
Некои автори цитираат, ама тоа се асоциативни истражувања. Не направили истражување, што го споменав минатиот пат, со ротација на фактори. Нели во генетиката зборувавме, таму имаше 3 групи. Овие со брзи мускулни влакна, овие со спори мускулни влакна и овие со мешани. Кој од нив најбрзо развива максимална сила? Еден ерен. Нема истражување со вакви истражувања каде што се вели оваа група, ако не развивала брзина, дека во иднина над 20 годишна возраст ќе им падне брзината. И затоа истражувањето е интересно дека дава некои нови видици со препораки кои што се овде на слайдов, дека ние не можеме со сигурност да кажеме која е таа сензитивна фаза на развој, но можеме нешто со сигурност да кажеме. Дури овде се спомнува дека не може, дека и моторичките способности, како што ги кажав ја во овој период, и кои што ги зборуваме, кои што се истражени, се латентна димензија, но не постојат како општа. Силовата издржливост за гимнастичарите една, силовата издржливост за џудо е друга. Значи, а ние зборуваме за силова издржливост општа. Затоа кажав, ќе ги искористиме ние моторичките способности како основа, а понатаму треба да ги наддоградуваат. И сега, што е битно? Дека ако не постојат или не се докажани, ние ги декларираме, ничим вели дека сензитивниот период за развој на брзина е, например, мислам дека беше 9 до 10 годишна возраст. Курилич кажува дека е од таа до таа возраст. Нема точни истражувања, туку се асоциативни истражувања. Дека децата кои што работеле на 9-10 годишна возраст, понатаму покажале брзина. Арно, ама не знам дали сме ги тестирале и овие други. Затоа што овие кои што ги тестирале може би биле во спорт, овие други не биле во спорт. И нека остане ова тема за постдипломски и докторски студии. Но кој е заклучокот? Заклучокот е дека општо физички развој со сите моторички способности во детство, препубертет, за време на пубертет, дури од рано детство. Дали смеам децата ги ставам да скијаат на 3 годишна возраст? Точно, ќе ги ставите и пробаат 2 минути. Ќерката моја скиеше 2 минути, пола саат беше во ранец. Пак ќе доби интерес, ќе ги намести 2 минути, ќе се спушти нешто, ќе направи, ќе пооди, не сакам, ќе ја ставам во ранец. Значи, што поголем број на движења и на тој начин ќе ги допрете сите моторички способности. Од брзина, сила, од издржливост, од флексибилност, од прецизност, од рамнотежа, да стои на едно ноѓе. До тамо координација која што е кралица на сите моторички способности. Може, ако сакате, еве го линков тука, ќе го оставам како линк, може да го прочитате, супер истражување и една така тема која што во антропоонтогенеза мислам дека е интересна. Нешто сме зезнале, особено со војниве, ама не знам, да не проложам во дефиниција. Имате ли нешто ме прашате во овој дел? Некоја консултација? Добро. Овде ќе поминам 2 теми на брзина кои што се однесуваат за рамнотежа и за прецизност. И многу интересно кога студентите ќе ги прашам за која способност сакате да кажете на испит и сите покажуваат рамнотежа и прецизност затоа што им се гледа најкратка. Деликатни се овие влегуваат во координацијски способности, но ете ќе ги споменам. Мислам, мора да се каже, затоа што дефинитивно се издвоени како латентни димензии. И што представува рамнотежа? Значи, одржување на рамнотежната состојба. Како се тренира? Значи, прво, многу едноставно. Како се тренира? Се тренира со нарушување на рамнотежната состојба. Каде влегува? Влегува во координацијските способности, значи, еве ги тука некаде. Што влијае на рамнотежата? Влијаат надворешните сили, гравитацијата, дали ние сензорната корекцијата што ја правиме со стопалата, со мускулите на подколеница, со целата мускулатура, но генерално на подколеница, ако застанеме на прсти на нозе, тогаш правиме таа некоја сензорна корекција, се бориме со гравитацијата и одржуваме рамнотежа.
Ова се сите повеќето од работите кои што влијаат, тоа се надворешни сили, внатрешните сили, мислам само да видам, внатрешните сили, сензитивните органи, очилата, осетот, сетилните органи, они многу влијаат. Што е битно? Колку рамнотежни положби има. Стабилна, лабилна или индиферентна. И се висот во згиб е стабилна, лабилна или индиферентна. Стабилната состојба е кога висот во згиб е стабилна состојба, затоа што се стабилизируваме. Лабилна е кога пробуваме да направиме навратило ковртле. Лабилна е кога стоиме на глава, се извинувам, кога стоиме на глава, затоа што во секој момент може да паднеме. Секој момент ако нешто случи, тогаш нозете ќе дојдат во индиферентна положба. Индиферентна положба е оваа каде што тежиштето на телото и потпорната точка се во една иста, всушност многу приближна точка. Така да како да го завртите листот кој што на средина е буцнат, тој ќе се застане во некоја положба, еднаш вака, еднаш онака. Ама ако на листот го буцнете на едниот ќош и пробате да го завртите, тој ќе се стабилизира, затоа е стабилно. Лабилна е затоа што, како што еве го примеров овде, ако стојам на раце или нешто, тога секогаш ќе пробам да паднам. Само што е битно, зашто имаме јавачки став во карате или став во кошарка, или спуштен долу ниско, затоа што го одголемуваме овој полигон на сигурност. Значи правиме диагонално поставување на стопалата, како што е овде, и едноставно ја зголемуваме рамнотежната состојба. Ако разлика помеѓу SUV возило, джип, нели, и формула е многу логична. Тежиштето на телото е спуштено долу до потпорната точка на формулата и она едноставно може да нема извртување, не може многу полесно да ги поминува кривините со поголема брзина, за разлика од автобус, например, двоспратен кој што ќе се преврти, затоа што тежиштето негово е малку повисоко. Ова е таа како се подобрува и какви видови на рамнотежа има со затворени очи, со отворени очи, статичка и динамичка. Значи во мирување и во движење, исто како ке флексибилноста, тоа што тука е со затворени и со отворени очи. Со отворени очи нормално е подобра, но ако сакате да подобрувате за рамнотежа, тогаш за да се подобри латентноста внатре, може да се работи со затворени очи. Многу внимателно, не давајте некои екстра задачи за овој дел. Значи вежби за рамнотежа, вежби за усовршување на анализаторите, тоа е со внатрешните со затворени очи можеби, или внатрешен регулацијски круг се нарекува овој дел. Што е битно за рамнотежата е вестибулаторниот апарат и оној систем на полуканалчиња кои што се во внатрешното уво, кои што всушност нас ни овозможуваат да одржуваме рамнотежна состојба. Океј. И последното што сакам да го поминам е прецизност, која што повторно може да видите во координацијските способности. Да, иако овде не е напишан, мислам дека на претходниот слайд, ама влегува во координацијски, треба да го променам слайдот, стар слайд. Влегува во координацијските способности. Што представува? Представува способност за за прецизно и точно изведување на некое движење. Еве една дефиниција тука стои, ама чисто, значи, што е прецизност? Точно да направам некое движење, да погодам нешто, да исфрлам нешто точно, и таму има прецизност. Значи, може би да со гаѓање, со исфрлање на предмети ќе видиме. Дали е дел од координација? Да. Некои автори велат да, некои не, но сакали или не, ние вклучуваме координацијата секогаш многу повеќе кај прецизноста, отколку кај силовите способности. Но, апсолутно, според мене, уште еднаш, може, мислам, се набројува во координацијски способности. Кои се примери? Нели, стрелаштво, шут, мечување, изведба на пенал,
лансирање на предмети, isfрлање на копје, гаѓање на пикадо или голф. Тоа се све работи кои што се влегуваат во прецизност, боречки спортови и така натаму. Тоа се све комбинации кои што во телото треба да направат повторно координација на меѓумускулна интеракција, за да може да бидеме прецизност. Како се поделува? Брза, бавна, нели? Некој кажува удар во тенис, гаѓање на неподвижни предмети, долготрајна, кусотрајна и така натаму. Само да видам овде, да, ова го споменав, со нишањење и со гаѓање. Значи, нишањење и гаѓање. Дали се водат предметите, или се, не знам, во хокејот имате водење, нели? Треба да сте прецизни пак од ама има и гаѓање во другиот дел. Така да, мислам дека со овој дел може да завршам точно. Дали има нешто што би сакале да искоментирам? Океј. Преслушајте си ги уште еднаш темиве. Реков малку не е туку прагматична, апликативна како што беа моторичките способности, но е тема која што е интересна според мене. Океј. Ако немате ништо, не ве држам. Брзи сме, поминавме неколку теми на брзина и со ова завршуваме, ќе давам известување на Facebook за следни активности. Имајте убав ден, поздрав. Hvala profesor, isto i vi.